Здраво, Македонија! Се надевам дека сте се сместени на топличко, убаво и дека со нетрпение го чекавте денешното издание на Листа за 300. Па затоа да не ви одзема повеќе внимание на вас, време е да започнеме со денешното издание на Листа за 300, квиз кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Стандардно започнуваме со запознавање на денешните надпреварувачки парови, а како и секој штаки денеска, прво ќе ги повикам денешните домакини. Тоа се победниците од минатото издание на нашиот квиз Јонче и Бошко. Повелете. Добро вечер, Марко. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Добре. Добре, и ви тежат джебовите од пари, гледам. Да. Четврти пат во Листа за 300, севкупната сума до сега освоена 500 евра. Кога не се лажам, денеска имаме шанса да зголемиме тоа парично конто, но имаме и нови надпреварувачи, да. Нов надпреварувачки пар, нови две лицитации кои што треба да не донесат до победа. Дали се Јонче и Бошко подготвени? Да. Кога не биле? Па за денеска да не бидат, така е. Да не сакате да додадете нешто или тоа е тоа, да си стартуваме, да си продолжиме. Да стартуваме. Домакини, ваша е домакинската кабина, повелете. За да си продолжиме понатаму, знаете дека треба да ги запознаеме и нивните предизвикувачи, односно да се изминам нивните противници, односно денешните предизвикувачи. Денеска таа улога им припадна на Вања и Сашо. Повелете. Вања, здраво. Сашо, здраво. Повелете, може малце едно чекорче понапред да дадете. Е така. На моје огромно задоволство, повторно имаме дама во студиото, помалце дами имаме, па затоа мора малци на педестал да дигнем кој сте тука. Како си, Вања? Добра. Расположен, чива беше идејата за да дојдете во квиз? На татко ми беше, јас само пријавив. Така, ти беше задолжена да се пише таму. Добро, јасно, така да работите. Да ни се представиш на кратко, која си, што си, од каде доаѓаш? Вања Мишевска, доаѓам од Кисела Вода, уште учам, четврта средно. Супер, каде? Правен во Борис. Да, Сантовски супер. Дрен. Одлично, јас завршив во Старо Моше, односно Арсени Јовков. Како да кажа? Слични. Да. Тука некаде. Вие бевте правени економско, кај нас беа економско и не знам што таму е така. Да, неостварена желба ми беше сите убави девојки учеа порано во Борис, јас заглавен оваму, па таму поише Киснев и мислеа дека таму учам. Очио бев редовен таму, така да. Тоа е тоа. Убави времења во секој случај. Сашо? Па, татко на две керки, поздрав до другата. Како се вика другата Мартина. керка? Мартина? Кога бе Мартина? Мартина е сега втора година на педагошки. Да, супер. Одлично, браво. Голем поздрав до нејзе. Па во некоја следна прилика можете или двете да дојдете. Вие сестри или Тешко. тато, да, тешко. Се срами. Се срами, ништо. Па некоја следна прилика ја натераме. Да. Сашо, што си правиш во животот? Работиш? Работам во Визбегово, кола логистика, 12 години, поздрав. Голем поздрав до колегите. Да. Супер. Одлично. И тоа е тоа. Тоа е тоа, на брзинка. На училиште не те прашувам, како ти е сигурно Супер. добро ти е, да. Не гледам зошто не би било. Супер. Тоа е најубавите години, само тоа можам да ти кажам. Не веров кога би зборија мене така по старите дека тоа се најубавите години, ама Стварно се најубавите. да, стварно се да не се лажем. Отпосле ги сваќаме тие работи. Како и да. така. За денеска дали сме подготвени? Да. Дали има Вања нека омилена тема за одговарање? Се зезам, не. Дали имаш нешто што вака? Подобро ти личи од останатите тебе или Не знам, ќе се видам среќата. така, добро. Не им откриваме ништо повеќе. Политички. Сашо, дали имаш некоја желба која тема би сакал да се падне? Не е ни важно, така Не е е. битно се. Така е. Прв пат ви е во квиз на двајцата, така. Трема дали имаме? Не. Та минимум не ми делуваш, дека имаш, а ни ти зашо не ми делуваш. Тоа што мене ми е важно. Ако нешто не е јасно да ме прашате слободно. Ако нешто не функционира, да ви сугерирате, тоа се тие работи. Останатото тековно ќе го пипаме, ќе го научиме. Вања и Сашо, со среќа во продолжение почувате како предизвикувачи, до каде ќе стигнеме, остана да видиме. Повелете во предизвикувачката кабина.
Јонче и Бошко, односно Вања и Сашо се сместија во нивните надпреварувачки кабини и сега, драги гледачи, останува да ги провериме дали функционираат онака како што треба, за да си продолжиме со листа за 300 без никакви проблеми во продолжение, нели? За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините, односно на Јонче и Бошко, а Вања и Сашо дали се слушаме? Да. Заборив да ти кажам, Вања името ми има посебно место во моето срце, синчето ми се вика Вања, унисекс име, тоа знам, има и мачки и женски што се викаат Вања, така да воопшто не ми смета, не ми менува убавината на името. Убаво ми стои кај мачки, кај женски, кај девојчиња. Благодарам. Така да, Јонче и Бошко, како да ви кажам, Вања ми има посебно место сега тука во листа за 300, дека како синчето мое и делат исто име, па така да, тоа е тоа, жал ми е. Уживете сега ќе се вратиме кај вас. Вања и Сашо, уште еднаш да се повторам, доколку имаме некаков проблем со кабината од технички аспект, веднаш да ми сугерирате, да ми кажете за да го средиме. Ако нешто не е јасно, не се срамете да прашате. Договорено? Немојте да предпоставувате. Со среќа во продолжение ќе исклучиме сега вашата кабина. Јонче и Бошко, веќе видовме дека се слушаме, домаќини. Мала шала беше тоа, нема, знаете дека кај мене нема фаворити, не набивам за никого. Си ја тераме работата, оставаме да видиме кој ќе биде во тој момент поуспешен и посреќен. Јонче и Бошко, како домаќини, дали може започнеме? Може. Ви благодариме. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини, плюс на сето тоа и Јонче и Бошко како домаќини дадоа зелено светло за старт, па да не должиме повеќе. Започнуваме со листа за 300. Како и секогаш, така и денеска си започнуваме со првата лицитација, а темата за истата гласи: женски имиња, каде втората буква е буквата И. Бараме женски имиња, каде втората буква е буквата И кој ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод треба името да го имаат најмалку 5 наши жителки. Доколку игравме со машки имиња, каде што втората буква е И, Милан ќе беше точен одговор, ова чисто како пример ви го кажам за да сватиме зашто е. Јонче и Бошко, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Вања и Сашо, дали не е јасна темата? Да. Супер. Сега ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, затоа што знаете дека при првото надавање, односно при првата лицитација, први започнуваат тековните предизвикувачи, а таа улога денес ќе припадна на Вања и Сашо. Може да исклучиме кабината на домакините, Вања и Сашо. Кога ќе имате понуда, повелете. Десет. 10. Започнуваме со 10. 13. 13. 15. 15. 18. 18. 20. 20. 27. 21. 23. 23. 25. 25. 27. 27. 28. Едно повеќе, 28. 30. 30. 33. 33. 35. 35. 36. 36. 37. 37. Јонче и Бошко. И 8. 38. 40. 40. 42. 42. 43. Едно повеќе, 43. 44. 44. 45. 45. 46. 46. 47. 47. 48. 48. 49. 49. 50. И стигнавме до 50. 51. 51. 52. 52. 53. 53. 53. 54. 54. 55. 55. 56. 56. 57. 57. 57. 58. 58. 59. 59. 60 равно. И равна 60, како што вика Бошко.
Нека одговараат. Да одговарат, ајде да видим. Имаме стварно доста надавано, 60 полиња, што значи 60 имиња ни требаат, каде женска, каде втората буква е буквата И. Марче, денеска нешто не ми работи паметот како што треба. Па не страшно, храбро одиграно, сега останува да видиме што ќе направат Јонче и Бошко во продолжение. Момци, кога ќе бидете подготвени, можете слободно да започнете. Аида. Аида. Тоа е едно првото име на мојот список тука што ги имам. На тоа ми текна. Да, браво. Бисера. Ја пише. Така е. Бисера. Бисера. Голем поздрав до инфлуенсерот Бомбаки сокер кичката Бисера. Да го поздравам. Билјана. Билјана. Така е. Билјана со Л, не Л. Билјана, така. Со Л. Добро, се разбираме. Така е. Ајде, Виолета. Виолета. Така е. Викторија. Викторија. Вики. Викторија, точно Вики. И мене ме интересира дали има, ете, точно. Дијана. 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 Тијана. Тијана на Т. Тијана. Така. Тијана сестрина Тамар. Така е. Дијана, без Ј. Без Ј. Тијана. Не, Дијана. 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 Извини. Така е. Дина. Дина. Да. Ја поздравам колешкава Дина. Вика малечко само прашува која, вика ќе ги има колега твој. Да. Еве сега е Да, моментот. сега е моментот. Голем поздрав До малото. до Дина. До малото на Дина. До малото на Дина. Па, она вика... Така. Добри, имам 11 ќе одговори. Една шестина изодевме. Да. Живка. Живка. Така е. Живкица. Живкица. Така е. Киријана. Киријана. Така е. Кираца. Кираца. Не сум го слушал до сега ова женско име. Има. Кираца, да. Очигледно. Точен одговорат. Знам 2 или 3. Што збориш? Да. Ти, како видиш, некој знае 2-3, да, некој како мене ни една. Тоа е тоа. Кита. Како извини? К-И-Т-А. Кита. Така е. Лидија. Лидија. Лилјана. Лидија, точен Лилијана. Со Л, Лилјана. Сега Лилјана. Лилјана. Така е. Лиле. Лиле. Така е. И Лиде. И Лиде. Лимонка. Лимонка, Лиде, точен иначе одговорот. Лимонка. Така е. Лиридона. Лиритода. Лиридона. Лиридона. Да, албанско име тоа. Женско. Лиридона. Лиридона. Така е. Мирјана. Мирјана. Така е. Милена. Милена. Точно. Мирка. Мирка.
Така е. Милица, Милица. Така е. Мими, Мими. Мира, Мира. Чекај. Митра. Митра. Со Митра точно на пола сме. Мина, 30. Мина. Мина. А. Така е. Миа, Миа. Така. има и Мија. И Мија, со Ја. Да. Со ја. М-И-Ј-А. Да, така е. Миска. Бе, не го знам прв пат. Би има, ми беше професорка по хемија. Па ти била, ама може само една. Има тие старите луѓе. Абе, чувај, ајде, Никита. Никита. А за кој име се мислевте? За миска. Миска. И има професорка ми беше. Ајде, бидна Никита, Никица. Никица. Нина. Така е. Нина. Се Точно. Николина. Николина. Така е. Николија. Николија. Точно. Ристана. Ристана. Така е. Силвија. Силвија. Силвана. Силвана. Така е. Симона. Симона. Така е. Симка. Симка. Така е. Симонида. Симонида. Така е. Тина. Тина. Така е. Тинка. Тинка. Така е. Уште 14 ни фалат. Ајде Тијана, без Ј. Ти Ана. Така е. Фимка. Фимка. Само момент, Фимка, да видиме. Го пребаруваме. Филимена. Така е, Фимка Филимена. Филимена е точно. Вишна. Вишна. Тетка ми ја поздравува Вишна. Поздрав. То тетка Вишна. Само 22 вишни има во Македонија, малце, но Тоа стари доволно. миња изумираат. Така, кој е следно? Вилма. Вилма. Така е. Виданка. Виданка.
Така е. Бистра. Бистра. Неен другар, девојчето се вика Бистра, го поздравува. Да е жива и здрава. Така е, уште Колку 7. имаме? 7 уште. Имате лабаво уште Да. 2 минути да вака, после ќе броиме. Дали кажаме Димка, ајде. Димка. Види Ајде, и ајде да проверете. проверим. Димка. 88 димки во Македонија, точен одговор. Дина кажаме, така? Да, Дина. Дина. Ајде, Бина. Пина. Б, 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 И, Н, А. Бина. Да. Ја до сега не сум се сретнал со Ја ова една, име. една знам. Ја една знам, ама може Да. да се тие. Да не е само он. Може Ќе и да видиме. знаем. Сега ќе видиме. Опа, 9. Во Македонија, видиш, не знам, се изненадив ја сега, искрено. Точен одговор. Уште 5 дни се. Само вака да проверам. За 1 минута морам да почнам да бројам луѓе. Ај Мирема. Мирема. Да. Мирема. Да. Мимоза. 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 Фикрета. Фикрета. Уште 2. Ајде, мислете. Ајде, зашто морам да почнам да бројам. Ајде, Миска. Миска. Да. М-И-С-К-А. Да. Не направиме некоја грешка затоа. Миска. Ајде името од почетокот што не прати, да видиме дали го има или не. Миска. Ја има професорка средно по хемија. Миск. Така да видиме. Код за Баш металец. Сите сме во исчекување. А, Како извини? 16 миска во Македонија. ајде со среќа. Браво. Точен одговор. Мица. Како? Мица. Мица. Ај више кога кажеш да пробам мисо Мица. мица. Па искрено чим миска 16 мислам и дека мица. Мора да. Па мисам. Браво. Тоа е, да, и мица точен одговор. Браво за Јонче и Бошко, браво, добро одиграно, немам Мачење никаква беше. замерка. Па не беше мачење, да Не. почнем да бројам, а ќе требаше да почнем да бројам. Ај само во види секој момент. жиронка, имам ја една жиронка. 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 Само тоа провериме. Само момент. И тоа. Реже дали ќе може жиронка да провериме? Нема. Нема. Бања и Сашо. Супер одиграно, храбро. Мислам, поише од ова не можеше што и да е. Буквално се извлекла во Супер како да бе. кажам, да, ама супер бе. Не можев да им замерам, да заглавија на некој момент ќе почнав и порано да им бројам, ама вака Во судиско продолжение. во судиско продолжение, да. Продолжете со вакво темпо, мислам само храбро. Супер беше одиграно, ја верувам дека и на вас да ви беа Да, 60 дека и има, вие има. ќе ги одговорите, да, дека ги има доста имиња, само треба да се фати редот, нели и после тоа сами си доаѓа што се вика. Да. Супер баш ме радува што вака храбро од сам старт покажавте заби што се вика, така и тоа натаму да продолжите, ништо не е готово, иако предност е на нивна страна, имаме уште за играње. Со среќа во продолжение. Јонче и Бошко, браво, ети вашите Како си противници. извлекува, не си извлекува? Како? Вика си извлекува, кај си извлекува? Не, си дека, не, супер си играм. Да, може би да имаш уште 4-5 да имаше, па ќе дојдеше више кнап работата тогаш. Иначе вака се си беше како што треба. Чим не почнав да ме напинем со 10, 9, 8, тогаш е, се е добро. се знае. Така е.
Само без опуштање. Не. Како што реков, вашите противници те покажаа заби, видовме дека се храбри, не се плашат да ризикуваат и додат со многу надавања, сето сконцентрирано и вие во продолжение. Така е. Честитки за поенот. А пред да продолжиме понатаму, да пробам да издвојам некои од имињата кои што не ги кажа моите надпреварувачи, кажа 60. Ке пробам да видиме сега. Бистра, не знам дали кажам. Кажувајте ми ако сте ги кажали ти имиња. Кажано Бистра. А јас ке погодам речија, вие кажувајте ми која е Дивна, кажано Живадинка, Живана, потоа Лиде, Лиза, Лина, мислам дека не кажавме, потоа Милана, Миланка, Милева, Милијана, ете ги ме на мтие што ни фалија. Уху, добре, Миона, Миранда, Мирела, Мирјанка, Мирна, Митра, Михаела, Николета, Николија и толку. Тие се што можам да ги одбрам, драги гледачи. Сега го се продолжуваме понатаму со втората лицитација, односно второто надавање, преку кое што ќе одлучиме кој од овие два надпреварувачки пара ќе застане тука на главната сцена, односно дали едниот пар ќе застане тука, а дали другиот ќе игра на пенали. Затоа да не должам повеќе, темата за втората лицитација гласи: животни чие име започнува со буквите А, Б или пак В. Бараме општо прифатени имиња на животни чии имиња во нашата транскрипција започнуваат на буквите А, Б или В. Архаизми и локални називи не се признаваат. Се прифаќаат сите видови животни: цицачи, птици, влекачи, инсекти, риби и друго. Не се прифаќаат животни со напред придавката американски, азиски и африкански, бидејќи така ќе ги има премногу. Внимавајте на придавките пред името, не измислувајте, бидејќи нема да биде прифатено ако го нема во енциклопедиите како посебен вид. Јонче и Бошко, дали не е јасна темата? Вратниционно да. Да, сега ќе ја да објасниме. Вања и Саша? Да, јасно. Да. Вака, значи, можете да набројувате и раси на кучиња, раси на мачки, раси на, не знам, на антилопи, ако знаете, кои што почуваат на тие букви и така натаму. Мислам, не би се мешам тоа ни на едните, ни на другите. Гледате само што повеќе, нели, да можете да кажете, односно толку колку што ќе побарам. Јонче и Бошко, ако е јасно, Па да. да исклучиме Да, вашата... Кажете ако нешто не е јасно, слободно. Не, јасно. Да, во ред. Ќе исклучиме сега вашата кабина, затоа што знаете дека при втората игра први започнуваат со надавање оние кои што се во резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се Вања и Сашо. Вања и Сашо, кога ќе имате понуда, повелете. 8, Започнуваме со 8. 9. 9. 9. 10, 10. 13. 13. 12, Чекај, дали реков 13? Колку Да, реков? да. Да, 13. Извини, 13 реков. 14, Затоа се збудив, ја викам, колку кажав? 14. 14. 15. 15. 16, 16. 17. 17. 18, 18. 20. 20. 21, 21. 22. 22. 23, 23. 24. 24. 25, 25. 26. Едно повеќе 26. 27, 27. 28. 28. 29, Едно повеќе 29. 30. Округла 30. 31, 31. 32. 32. 33, 33. 34. 34. 35, 35. 6. 36. 37, 37. Нека одговарат. Да одговара. Ајде да се одморам малце. Ајде да се одморите малце. Вања и Сашо. 37 празни полиња, што значи ни треба 37 имиња на животни кои што започнуваат на буквите А, Б или пак В. Како што реков, прифаќаме раси на животни доколку ги знаете, затоа гледате да го искористите тоа за што повеќе точни одговори. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете.
се прифаќаат, значи, како што рекоме, цицачи, птици, влекачи, инсекти, риби, се. Албатрос. Албатрос. Така е. Алигатор. Алигатор. Така е. Ајкула. Ајкула. Сега тука би рекол доколку знаете нели повеќе видови на ајкули, да си ги кажувате доколку ги знаете, доколку не се деконцентрирајте со тоа. Точен одговор е ајкула. Бизон. Бизон. Така е. Був. Буф. Како буф се осеќам јас сега со децава навечер. Така е, точен одговор. Бик. Бик. Точно. Да прашам АБВ и А, Б и В, да. АБВ, ете гледаш. Да внимавајте. Да. Пополека. Имате време, се уште не е страшно, можете да се консултирате меѓусебно, да се договарате. Барикуда. Барикуда или баракуда. Станува збор за риба. Така е, точен одговор. Врапче. Врапче. Чекај да видиме. Врапче. Така е, или врабец. Врабец или врапче или врабец. Антилопа. Антилопа. Така е. Анаконда. Анаконда. Точно. Боа. Боа. Уште една змија, така. Волк. 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 Така е. Вол, кажавме. Вол или како би вол. Не знам, дали кажа. Нали се смее? Не ви ја кажа. Вол. Да. Ке го играме вол? Па да, на? Вол. Волк кажавме, а вол мислев. Вол. Вол. Така е. Вепар. Вепар. Така е. Ветрушка. Ветрушка. Да, точен одговор. Бернардинец. Бернардинец. Во големо куче. Сите го знаат по буренцето кој што го носи тука. Булдог. Мислам така да се представи булдог. Така е. Бафало не кажав, не.
Бафало? Да. Бафало. Така е. Мисли, ајде, супер, ви тргна со кучињата. Вања, Сашо, за една минутка ќе морам да почнам да бројам. Мислете? Ништо не е готово. На секој ваш одговор ќе се ресетира сатот. Добивате плюс на време, не сте игри. Бакалар. Бакалар. Така е. Морам да почнам да бројам. Со тешко срце ви кажувам. Искрено, ова ми е мене најнепријатниот дел, што треба да си го сработам. Искрено. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Кажете. Врана. 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 На србизам е тоа. Да, во секој случај. Подобро нешто да кажеме, нели да не биде без ништо. Но Врана е точен одговор. Ајде одиме, имате пак 10 секунди на располагање. Брзо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Многу ми е жал. Се надевам дека и сега ќе ми дадете уште еден одговор, вака во последна секунда и така до крај дека ќе тераме и дека ќе кажеме. И ќе играме пенали, на моје огромно задоволство. Вања и Сачо, супер бевте. Буквално е само во прашање неискуството, односно првото доаѓање дека вие тука денеска. Прво доаѓање дека вие. Се надевам дека ќе ви стане пракса да доаѓате и дека ќе помине во пракса исто така и да не ги зимате и парите во иднина, па затоа ви препорачувам да се пријавите повторно, едва чекам повторно да се дружиме. Да, супер надпреварувачи бевте денеска, ама не ви го кажувам така, ми се допадна вашата храброст уште од самиот старт, надававте што 60, што ретко на кој што прв пат дошол во листа за 300 му се случило, обично се сечат и одма остават другите да одговараат. Во втората лицитација храбро прифативте да одговарате на 37 побарани одговори на не толку лесна тема, знам дека им звучи вака на луѓето, нели просто едноставно, но не е толку лесно кога ќе седнеш во кабината. Да. И тука се покажавте супер, за жалете времето не згази благодарение на неискуството. Едва чекам повторно да се дружиме. За жал денеска мора тука да си кажеме чао. Јонче и Бошко, супер изиграно. Искрено на момент се понадевав дека вашите противници можеби ќе освојат оваа лицитација за да ги играме оние пенали, нели на мене. Тие ми се најомилени, нема ништо. Да, ама ништо денеска. Во секој случај одлична партија имавме денеска. Има, да сега ќе ги прочитам, ќе биде криво кога ќе им текне, кога ќе сватат кои се поими можеме да ги играме, да. Бумбар, вошка, волва. Тоа е она што вика малце кај темава што не знаеме од каде до каде можеме да играме, а од друга страна можеби требаше и мене да ме прашаат и да им објаснам се убаво кои се животни може да ги кажуваат, затоа што сега мислам дека ќе биде криво малце повеќе. Вака, животни кои што не ги кажавме, тука имаме добро, адмирал пеперутка, потоа ајкула кит, ајкула чекичара, па имаме алигатор, кажеме, алпака, ангорска коза, арктичка лисица, армадило, атлас, тоа е бубачка, афганистански рт, тоа е куче, потоа бабун, бакалар, кажавме, балкански рис, балон риба или фугу, тоа е највкусна, но и најотровна риба, и многу треба да е спремен готвачот, точно да знае како да подготви, затоа што во спротивно може во болница да завршите или скрабило. Потоа, басет, станува збор за куче, па бел кит, бела ајкула, бела мечка, белвица, белуга, бигл, бишон, потоа богомолка, боксер куче, болва, бубамара, буба шваба, бултериер, бумбар, верверичка, вилинско конче, винска мушичка, волверин, вомбат, вошка и така натаму.
Драги гледачи, и сега е време да ги повикам Јонче и Бошко по четврти пат да ми се придружат тука на главната сцена и по четврти пат да ги соочиме со темата од нашата листа. Што ќе направат, останува да дознаеме во продолжение. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Јонче и Бошко повторно со мене тука на главната сцена и повторно ќе имаат шанса да освојат парична награда. До сега во 4 учества, односно во 3 до сега, ова не е четврто, успеавте да ми однесете 500 евра, се извинам, 300 со 200. Денес ќе имаме шанса да освоиме уште парички. Темата е подготвена, само знаете дека мораме, нели, да се подсетиме како стојат работите со нашата листа за оние кои што не гледале толку често или пак за прв пат не гледаат. Нашата листа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги спишеме со точни одговори доколку сакаме да освоиме максималната сума. Во меѓувреме, за 3 ваши точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100, за 950, за 12 200 и за 15 точни одговори 300 евра. Јонче и Бошко, како стоиме со музика? Така. Да, сакаме да пееме. На свадби пееме. Пееме на свадби, На си свадби. пееме во веце. Па, Да. ко се Ја највише во веце си пеам, да не лажам. Искрено, тоа ми е местото за пење и таму најубаво звучам. Чудо едно како ми прави тушка бината да звучам многу добро додека пеам. Сега вака, слушајте убаво, па слушајте ви убаво, драги гледачи, денес како тестираме нашето знаење на песни на Биело дугме. Бараме наслови на песни на групата Биело дугме од нивниот почеток во 1974 година до последниот албум во 1988 година. Насловот можете да го кажете во оригинал или во превод. Она што сакам да ви кажам е да внимавате, не секогаш, нели, рефренот е и насловот и на насловот, песната. да. Внимавајте што да не кажеме некој рефрен, па ја утнеме работата. Сме ги слушале Биело дугме? Да, јас да, јас. Да, ти боиш. Не е во време сега. Тоа е тоа. Глеј, и моје, ја ги слушам. Ја ги слушам, ама он поиш. Да, сега не е Овие двете полови месечина. месечина. Само момент. Многу песни има. Што е? Бај. Еј, си ја најдов и мојата омилена како дете, што ми беше. Месечина, така рековме. Па со Ј месечина, ако сакаш Месечина, да. оригинално босански, вајде има Ј месечина. Месец мој. Чекај бе. Утка прва, па. Не, Чекај бе, чекај. Не, бе, човек. Само момент. Тие се Имаат последните, многу песни затоа. дое последните пред да се растурат Бело дугме. После кога почна Горан Бреговиќ да пее, да со оној за свадби и погреби оркестар што се вика. Овие се последните од последниот албум. Јутнавме работата, знаеш зашто? Таа е песна на Горан Бреговиќ. На Горан Бреговиќ е песна, што да И тие спаѓаат од тие пред да се растурат. Еве сега проверуваат уште еднаш, но се... Калашников, кога рече, не е Калашников, но Горан Бреговиќ е Калашников. Абе стои у Википедија дека не. е на Бело дугме. Само момент, еве уште еднаш ќе провериме. Не е сигурно така. Значи Калашников не е на Бреговиќ. 95-та година е песната за филмот Подземје, што беше? Андерја, да. Да, Андерја, ле. Брзо. А верувам дека ги знаеш, да. Брзо. Зашто брза? И кога ми рече Калашников, знам дека не е од Бело Па дугме. зашто да го пресечи, не е ова? Добро, се случува сепак. Ајде, деконцентрацијата, ладното време си го направи своето, Јонче и Бошко. Многу ми е криво што вака завршуваме, но пак ќе се видиме повторно во петото ваше учество, последното наше издание на квизот. Драги гледачи, многу ми е криво што денеска ги испраќам Јонче и Бошко да си заминат без парична награда, затоа што искрено сметам дека ја заслужија и дека требаше истата да освојат. Но тоа е што е ќе имаат шанса за поправен веќе во следното издание на нашиот квиз. Ајде ќе прочитам дел од оние хитови на Биело дугме од 74 година до 88 година. А тоа се Блуз за моју бившу драгу, потоа
битанга и принцеза. Дошao сам да ти кажем да одлазим, другови и другарице, заборави ако можеш, има нека тајна веза, кад бих био биело дугме. Потоа кад заборавиш Јули, Липет свату, Мени се не спава, ова се двете Мени се не спава и Милиција тренира строгочу, песни од моето детство. Не спавај мала моја исто така. Потоа падају звезде, плюни запевај моја Југославио, сањао сам ночас. Те ночи кад умрем, хоп цуп, хеј Словени, хајдем у планине. Ѓурџевдан, шта би дао да си на моместу и така натаму имаат огромна, мислам како да кажам, дискографија биело дугме. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на квизот Листа за 300 и секако ви препорачувам да останете со програмата на Сител и да го чекате веќе следното издание на нашиот квиз. А до тогаш ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао! Чао.